Добар ден, почитувани гледачи. Верувам дека сите ве наоѓам во добро здравје и подготвени пред малите екрани за вашата омилена емисија Вкусот на традицијата и новиот рецепт на денот. Навистина, во сите овие години во подготовка на македонските традиционални специјалитети, возобновени, додадено нешто, одземено нешто и така натаму, се научив на многу практични работи. Благодарение на вас, пишувајќи, праќајќи рецепти и така натаму, и специјално сакам да ја поздравам нашата гледачка Станка од Неготино. Станка, голем поздрав до вас и благодарам многу за овој рецепт. И сега можеби ќе ве интересира зошто е толку посебен. Иван, те молам донеси ми го тоа, да, ќе додадеме и нешто друго. Ти благодарам многу. Зошто е за мене толку интересен и зошто го прифатив овој рецепт? Затоа што ќе подготвиме, ќе направиме гулаш со суџук и со колбас, меѓутоа ништо не се пржи. Тука е тајната и тука е убавината на овој рецепт. Знаеме дека за да направите гулаш треба многу време. Пржи кромидот, пржи останатите работи, но овде немаме ништо пржење. Како ќе го направиме сега ќе ви кажам, но претходно слушнете ги потребните состојки. Значи, на еден човек одат 2 главици кромид со средна големина. Ако е многу голем кромидот, тогаш еден човек, 1 главица кромид. Например, ние имаме 6 главици кромид и тоа гледате како е пресечен. Пресечен е на малку покрупно. Нема потреба ситно како за запршка или така натаму. Еве токму вака. 6 главици кромид, затоа што беа некоја средна, па дури имаше еден многу голем кромид. За 4 особи како го направам ова. 4 јајца, имаме 2 патлиџана големи, еве баш вакви, значи можете и 4 помали да биде, исто еден човек, еден патлиџан. Еден човек, еден патлиџан. Ако е вака голем, значи ставете 2 патлиџана. Понатаму, ќе ни треба суџук, околу 100-150 грама и еден голем дебел димен колбас. Понатаму, ќе ни треба масло по потреба, 2 децилитри бело вино, малку сол, бибер по вкус, малку мешан сув зеленчук, 1 супена лажица триена сол, 1 лажица црвен пипер, неколку чешниња лук и половина китка мактонус. Да преминеме на работа. Многу брзо, многу едноставно и верувам дека овој рецепт ќе стане омилен во вашата кујна. Ќе го направам баш во тепсија чингана, онака по-старски да биде. Целиот кромид го ставаме, прво намастуваме малку тавичката, тепсијата, и сега целиот кромид го ставам директ во тепсијата. Како што ви реков, нема ништо пржење. Нема да ви се замирисува кујната, а има да добиете превкусен специјалитет. И сега, повторно ставам масло. Масло околу 1 децилитар да биде кај кромидот. Ете така. Ке го ставам белото вино, половина сега, 1 децилитар. Ете така. И ќе ги ставам за чините. Ставам сол, ставам мешан сув зеленчук, околу 1 кафено лажиче доволно е. Понатаму ќе ставам триена сол, ќе ставам малку буковец, ова е по вкус, значи не мора. Јас затоа што многу сакам и сакам да ми биде малку лутко, затоа ставам буковец.
Значи, овој зачин не е задолжителен во потребните состојки. Тоа е лично по вкус. Понатаму ќе ставам и една лажица црвен пипер. Така. И сето ова ќе го промешам. Редната ќе ви биде вклучена на најјако. 250, 300, како ви е шпоредот. Првата фаза во постапката е печење на кромидот во бело вино, масло и во зачини. Најнапред ќе го печете покриено со фолија. Потоа ја откривате фолијата и го оставате да се запече. Толку бргу ќе се испече кромидот што ќе се изненадите. Значи, за разлика од тоа што кога ќе го печете, кога ќе го пржите, треба подолго време. Ова сигурно ќе трае некаде околу половина час. Вие за тоа време си работите нешто друго во домот. Ете така. Потоа, кога ќе го извадам печен, значи ќе зарумени од црвениот пипер, ќе добие еден толку убав мирис, знаете, кога ќе прегори малку црвениот пипер, белото вино, солта и мешаниот сув зачин ќе го омекнат многу, ќе ја промени бојата, уште малку винце ќе му додадам, а остатокот од винцето ќе го додадам после со патлиџанот. Ете така. И сега оди во загреана редна, а потоа кога ќе го извадам од редната, ќе му го ставам одозгора патлиџанот и ќе го ставам и колбасот и суџукот. Потоа пак ќе печам и најнакрај ќе ги ставам јајцата и макдоносот и повторно ги враќам во редна додека ја правам салатата, ручекот е готов. Се гледаме кога ќе го испечам кромидот. Еве го како изгледа кромидот печен. Толку е мек, толку е сочен. И тука се подразбира, нели, затоа што испарува и виното и така натаму, но сепак останува. Еве, погледнете. И сега што правам сега? Ајте, колку е добро испечен, погледнете, никаде не е дури ни подгорен. Сега го ставам патлиџанот во кромидот. И сега, повторно се промешувам заедно. Така ќе го освежам кромидчето. Ете така. И ќе го насечкам колбасот и суџукот врз сето ова. Ќе му го додадам и остатокот на белото вино. Еве го и белото вино, остатокот. Значи, таман си е. На патлиџанот сега нема да му треба многу, колку само да се потпече онака, затоа што треба да биде и малку сочно ова. А и колбасот и суџукот ќе се пуштат. Го ставам малку настрана. Да го насечкам. Сега го сечкам на тркалца суџукот. Ова има подебела лушпа, може би треба да го излупам и ги редам одозгора, за да пуштат од својата мрснотија. И тој има да добие таков добар мирис и вкус. Можете и само со суџук,
Можете и само со колбаси. Ако сакате, можете и димена сланинка да ставите. Ке ги ставам наизменично, а меѓу нив колбасот. Ете така. Ова е многу убав колбас, димен, со цели парчиња месо внатре. Ете така. Сега ќе го вратам во загреена редна на 160-170. Затоа што веќе кромидот е добро печен, а на патлиџанот ќе му треба многу малку и на колбасот и суџукот. Ете така. Сега ќе ставам малку лукче. Измеѓу ќе го боцнам. Колку да ни добие убав вкус. Така. Токму така го враќам во рерна, значи додека се подготвува салатата или што и да одлучиме да ставиме заедно со ова главно јадење. Потоа ги ставаме, ќе ги скршиме јајцата откако ќе биде готово и исклучуваме шпоретот додека ги поставиме и чиниите, доволно е веднаш одревна на трпеза. Готово е подпечени и суџукот и колбасот и гледате како уште крчка, а како мириса. И видете колку сос има. Прекрасно. Сега ќе му ставам макдоносот озгора. Па и лукчето како замирисало. Така. Малку солца ќе му ставам. Малку буковец. Така. И сега ќе ги скршам јајцата. Значи рерната ви е исклучена и само 2-3 минути враќате во рерна. Одлично. Подготвени сме за да се допече и се гледаме на трпезата. Како мириса? Кажи како мириса. Значи, од мирисот да се најадеш. Ајде да те послушам сега. Погледни го како изгледа и чади уште, чади колку е топло. Повели, чекај да ти ставам и од сосот, од кромичето. Гледаш како ни да умирисуваш куќа, ни зидови да ти мирисат пржи. Види каков убав сос има. По колбасите како мириса, прекрасно. И од суџукот. И добро кога е мешано. Го послуживме со убава свежа салата со пиперчиња, повели. Еве едно пиперче да ти дадам. И знам дека ќе побараш лепче.
Јас сум Ова е само за мацкање. лебарка А сум гледај, јас. шефот Гоце, каква Многу убава убава салата ни направи. Еве ти, лепчево е создадено Thank you. за... Леле, како е, види го создадено за душичка. мацкање Ова ова. вруќе сега е печено Да. изгледа. Па секој утро печат лепче. Браво си. Леле, колку е добро. И знаеш што ми се допаѓа? Ајде видам дали ќе го забележиш истото во вкусот. Красатко од патлиџанот. Да не можеш да престанеш да јадеш. Како маскара да е правена, како вкусина. Ау, колку е добро. Прекрасно. Дури, знаеш дека ова се препорачува и за оние што се на протеинска диета? Затоа што Веќе табови да, зеленчук, нема ориз, нема компир, нема ништо. Да. Леле, колку е добро. Верувам дека сега нашите гледачи ќе го направат ова. Обавезно. Многу убаво. Прекрасно, прекрасно. Гледај, колку богат е ручек, а не кошта многу. Да, Морам ја вака да си мацнам. Може? може. И Гледај убаво го. се, мислам, за прање и брзо е, и ефтино е. И не стоиш наш поред цел ден. Само измешај све, стави го редна и готово. Преубаво е. Многу е Дори ни добро. колбасите не ги пржиш ни ништо. Ништо, ништо. И, знаеш што се досетив? На ваков принцип, со ваков начин на печење на кроми до тоа, можеш да ставиш и мелено месо во него, и пилешко месо можеш да Да. ставиш. Можеш печурки да ставиш, што сакаш да Се. си правиш после комбинација. Преубаво е, да. Леле, преубава. И малку лутичко е. Ти Да му го стави буковецот Оф, натре. оф, како ти Ајде е, си добро. наздравиме ние, да сме си Ајде. здрави и Живи. живи, да си правиме вакви јадење и како велиш ти, пружи си ги нозете колку што ти е чергата. Така си е, да. Ете така. На здравје, драги мои. Ајде, на Се здравје. гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата.